Продолжуваме со ново видео од YouTube каналот Германски јазик онлайн и тоа едно од најинтересните видеа кои ќе ги учиме во ниво B1. Во ова видео ќе учиме за зборови со двојно значење или Wörter mit Doppelbedeutung. Прв дел. Ќе имаме втор дел, а можеби и трет дел од ова видео. Ако сте нови на каналот, кликнете subscribe за следење на новите видеа. А сега да започнеме. Што треба да повторите за полесно да го научите ова видео? За разлика од останатите видеа, за ова видео нема нешто посебно што би требало да повторите, бидејќи видеото е повеќе за учење вокабулар, а нема граматика. Во ова видео, како што кажевме, ќе учиме за зборови со двојно значење. Wörter mit Doppelbedeutung. Зборови со двојно значење. Да видиме што е тоа. Што се тоа? Зборови со двојно значење во германскиот јазик. Некои зборови во германскиот јазик имаат повеќе значења, исто како во македонскиот. Овие зборови исто така се нарекуваат и дихомониме или хомоними. Дали хомонимите се комплетно исти зборови? Ке прочитаме неколку правила кои ќе треба да ги запомнете. Во еднина, овие зборови се пишуваат, читаат и изговараат исто. Сепак, множината им се пишува, чита и изговара исто, но може и да биде различно. Во следните неколку минути ќе видиме и примери за таква множина. И покрај тоа што во еднина се комплетно исти зборови, овие зборови имаат различно значење. Членот може да е ист или различен. И за ова ќе видиме примери во следните минути. Да видиме пример за зборови со двојно значење во германскиот јазик. Во овај случај, уствари, ќе имаме збор со тројно значење. Der Krebs ни значи рак или болест. Der Krebs исто така може да ни биде животно рак и Der Krebs рак во хороскоп. Значи, во еднина, овие три зборови исто се пишуваат, читаат и изговараат, дури и членот им е ист, но значењето им е различно. Zum Beispiel ќе видиме многу зборови, околу 30 и повеќе примери со реченици за да видиме за што се работи. Прв збор кој ќе го учиме со двојно значење е der Ball. Во зингулар или во еднина значењето е топка. Истиот збор der Ball може да означува бал. Во множина die Bälle топки и die Bälle балови. Значи множината на овие два збора му е иста. Да видиме примери. Die Kinder spielen mit dem Ball in der Schule. Децата играат со топката во училиштето. Втора реченица. Wir organisieren einen Ball für Trauung. Ние организираме бал за венчавката. Следен збор со двојно значење. Das Eis или мраз. Исто така, das Eis во германскиот јазик може да значи и сладолед. Во множина, како мраз не постои множина, а сладолед имаме die Eis или сладоледи. Да видиме примери. Gib mir 2 Eiswürfel bitte. Дај ми на мене 2 коцки мраз, те молам.
Како сладолед, овој збор може да дадеме пример: Die Kinder möchten ein Eis kaufen. Децата би сакале сладолед да купат. Одиме понатаму. Der Rock или сукња. Der Rock означува и рок музика. Во множина, die Röcke, сукњи, а рок музика не ни постои множина. Например, Ich finde den blauen Rock billig. Јас ја сметам плавата сукња ефтина. Ана hört täglich langweilig hard rock music. Ана слуша секојдневно досадна hard rock музика. Следен збор, die Bank, клупа, и die Bank или банка. По множина имаме die Bänke, клупи, и die Banken, банки. Значи за овие два збора кои се со двојно значење, еднината им е иста, но множината, како што може да забележите, им е различна. Например, Wir arbeiten eine neue Schulbank aus. Ние изработуваме нова училишна клупа. Gestern habe ich eine Bank beraubt. Вчера ограбив јас една банка. Следен збор, die Birne или круша, последно значење сијалица. Помножина die Birnen, круши, и die Birnen, сијалици. Множината им е иста. Например, Mein Lieblingsobst ist Birne. Моето омилено овошје е круша. Kaufen Sie bitte eine neue Birne. Купете ве молам нова сијалица. Das Schloss со значење замок и das Schloss како брава. Die Schlöser, замоци, и die Schlöser, брави. Значи множината им е иста. И како и еднината. Да видиме примери. Die Geister kehren ins Schloss zurück. Духовите се враќаат во замокот. Du kannst das Schloss vom Schrank abnehmen. Ти можеш да ја отстраниш бравата од плакарот. Одиме со следен збор die Erde или земја планета. Со следно значење die Erde земја почва. Множината име die Erden или земји и иста множина како почви. Да видиме пример. Das ist der schönste Ort auf Erden. Ова е најубавото место на земјата. Bring die Erde hoch. Подигнете ја почвата високо. Следен збор со двојно значење. Die Decke или таван. Die Decke исто така може да значи и кебе. Die Decken, тавани, и die Decken, кебиња. Да видиме примери. Wir müssen uns nach der Decke strecken. Ние мораме да посегнеме кон таванот. Втор пример. Sie haben meine Decke weggenommen. Тие ми го имаат моето кебе одземено. Одиме со следен збор. Der Gehalt. Не означува содржина. Но истиот збор како das Gehalt ни значи плата. Овие два зборови се читаат исто, но членот им е различен. Ако зборуваме за содржина, тогаш ќе ни биде во машки род, ако зборуваме за плата, како што гледате, во среден род. Die Gehalte содржини и die Gehälter плати. Значи, како еднината, така и множината им е различна. Да видиме примери.
Schokolade hat einen hohen Gehalt an Zucker. Чоколадото има голема количина на шеќер. Ich habe ihr Gehalt im März erhöht. Јас ви ја имам покачено платата во март. Die Note не означува како музичка нота, но може да значи die Note и оценка. Множината им е die Noten и е иста за двата зборови. Ноти или оценки. Например, wie Sie sehen, hat er diese Note gespielt. Како што гледате, тој ја свиреше таа нота. Hast du die beste Note? Имаш ли ти најдобра оценка? Das Gericht или суд. Das Gericht чинија. Во множина die Gerichte судови и die Gerichte чинии, значи множината како еднината им е иста. Да видиме пример реченици. Der Bundesgerichtshof ist das oberste Gericht. Сојузниот врховен суд е највисокиот суд. Ich finde dieses Gericht teuer. Јас ја сметам оваа чинија за скапа. Следни зборови. Die Scheibe или прозорец. Die Scheibe може да ни означува и парче. Во плурал, die Scheiben прозори и парчина. Множината ни е иста како и еднината. Например, Er hat die Scheibe durchschlagen. Тој го има пробиено прозорецот. Das ist eine große Scheibe aus Radiergummi. Ова е големо парче гума за бришење. Das Blatt може да ни означува лист од дрво или лист хартија. И das Blatt чаршаф. Die Blätter лисја и die Blätter чаршави. Да видиме пример. Er hat das Blatt gewendet. Тој го имаше завртено листот. Im Herbst verlieren die Laubbäume ihre Blätter. Во есен листопадните дрвја ги губат лисјата. Овај збор ке ни има тројно значење. Die Band или Band, Das Band, трака, и Der Band или том. Овие три зборови се во различен род, имаат различен член. Die Band во множина е die Bänder или бендови. Das Band ја имаме истата множина, како траки, но третиот збор има die Bänder или тома. Да видиме некои примери. Das Buch erscheint in 4 Bändern. Книгата излегува во 4 тома. Ахмед schlang das letzte Klebeband Geschenk. Ахмед ја завитка последната лента околу подарокот. Следен збор. Der Apfel или јаболко може да означува и der Apfel очно јаболко. Sie muss in den Apfel beißen. Таа мора да го гризне јаболкото. Du hast ein paar Tage lang einen Bluterguss am Augapfel. Ти имаш модринка на очното јаболко неколку дена. Der Boxer или боксер и der Boxer, што може да означува раса на куче.
Да видиме пример реченици. Die beiden Boxer im Ring schwitzen stark. Двајцата боксери во рингот силно се препотуваа. Als er starb, war der Boxer allein. Кога тој умре, боксерот беше сам. Der Blinker може да означува жмигавец од автомобил и der Blinker може да значи и мамка. Ich fahre immer langsamer und nutze den Blinker. Јас возам секогаш побавно и го користам жмигавецот. Der schwere Blinker setzte sich sofort am Boden. Тешката мамка се спушти веднаш на тлото. Овај збор ќе ни има 4 значења. Der Ring како прстен, der Ring круг, Sinđir или Boxring. Ist irgendetwas in den Ring eingraviert? Имаш ли било што на прстенот изгравирано? Die beiden Boxer im Ring schwitzten stark. Двајцата боксери во рингот силно се препотуваа. Следно, die Schlange или змија може да означува и долга редица. Например, er ist kalt und gefährlich wie eine Schlange. Тој е ладен и опасен како змија. Sie werden hier auf den Treppe Schlange stehen. Вие овде на скалите во редица ќе стоите. Следен збор. Der Strauß, букет, и der Strauß, neu. Meine Mutter stellt ein frischer Strauß in die Vase. Мојата мајка става свеж букет во вазната. Er steckt den Kopf in den Sand wie der Strauß. Тој ја пика главата во песокот како ној. Следен збор со двојно значење, der Zug, веќе го знаете овај збор, означува воз, и der Zug како промаја или провев. Dieser Zug führt nur Wagen erster Klasse. Овој воз влече вагони само од прва класа. Со плава боја погрешка го имаме означено друг збор наместо Zug. Ich kann nicht kleinsten Luftzug ertragen. Јас не можам ни најмал провев да поднесам. Со тројно значење. Der Spion, како шпион, и шпионин или шпионка во женски род, и die Spionin шпионка на врата. Да видиме примери. Ich bin ein Agent, eine Spionin, wenn du willst. Јас сум агент, шпионка штом стакаш. Durch Spionin ist ein uniformierter Polizist zu sehen. Низ шпионката на вратата се гледа униформиран полицаец. Следен збор. Der Stamm или стебло, но може да означува племе или сој. Ist der Stamm gleich schon gefallen? Дали стеблото веќе падна? Bald ist dein Stamm vernichtet. Наскоро твоето племе ќе биде уништено. Мута или мајка може да означува навртка или мутер на македонски. Sie ist Mutter von 3 Kindern. Таа е мајка на 3 деца. Die Mutter fest anziehen. Навртката цврсто да се затегне.
И маус или глушец може да означува маус за компјутер. Die Villa war so abgeriegelt, dass keine Maus entrinnen könnte. Вилата беше запечатена да не може глушец да избега. Die Computermaus funktioniert nicht. Маусот на компјутерот не функционира. Следен збор. Der Löwenzahn или глуварче растение може да означува и лавје зап. Welchen Schaden fügt es des Löwenzahns zu? Каква штета му нанесува на глуварчето? Nein, der Löwe hat einen Löwenzahn gespuckt. Не, лавот има еден лавји зап исплукано. Der Bruder или брат може да означува монах или калуѓер. Er hat noch einen Bruder. Тој има уште еден брат. Der Bruder starrte mich an. Калуѓерот зјапа во мене. Одиме понатаму со тројно значење. И линзе или леќа за јадење, леќа од апарат и леќа на око. Das Funkeln der Linse bleibt unverändert. Сјајот на леќата остана непроменет. Keine Linse hat jemals so geschmeckt. Ниту една леќа немала ваков вкус. Die Fliege или мува може да ни означува лептирмашна или вратоврска. Ich habe Menschen wie Fliegen sterben sehen. Јас имам видено луѓе кои умираат како муви. Er richtete den Knoten seiner Fliege. Тој го исправи јазолот на неговата машна. Еден збор der Krebs, како болест рак, животно рак и рак во хороскоп. Например, wir haben den Krebs entfernt. Ние го отстранивме ракот. И следна реченица, wer würde Krebse essen? Кој би јадел ракови? Das Kreuz или крст како символ и крст како дел на грбот. Schweizerisches Rotes Kreuz. Швајцарски црвен крст. Sein Kreuz ist gebrochen. Крстот му е скршен. Со тројно значење. Die Karte, како карта за играње, билет карта или географска карта. Да прочитаме некои примери. Welche Landkarte soll ich nutzen? Која географска карта треба јас да ја искористам? Wir spielen mit offenen Karten. Ние играме со отворени карти. Тоа беа зборовите со двојно значење за ова видео, а сега за крај ќе направиме мала вежба да провериме дали некој од нив ги запамтивте. На овој слайд ќе треба да ги пополните зборовите кои ќе недостасуваат. Бидејќи имаат повеќе значења, ние ќе ви дадеме по едно значење, а вие ќе треба да го пополните останатото. Die Schlange како змија, der Ball топка, der Strauß ној, das Gericht суд и der Krebs како рак животно. Die Schlange може да означува и редица, der Ball бал,
Der Strauß Bukett, das Gericht чинија, der Krebs може да ни означува и болест рак или рак во хороскоп. Се надеваме дека од ова видео го збогативте вашиот вокабулар. Ако е така, кликнете лайк за да ни дадете поддршка. Следете не на Instagram и на YouTube. И предложете го каналот на друг кој сака да учи германски јазик бесплатно.